почитувани присутни, и морам вака да кажам и почитувани борци против трговијата со луѓе. Денес, на 18 октомври, сакаме повторно да подсетиме дека трговијата со луѓе не е само кривично дело, со елементи на организиран криминал, туку е многу повеќе, затоа што представува флагрантно кршење на човековите права и со други зборови, денес трговијата представува новиот вид на модерно робство. Сиромаштијата, невработеноста, семејното насилство се неколку од главните причини кои што прават одредена група, таргетна група на луѓе, многу осетлива и ранлива на трговијата со луѓе. И со жалење мораме да констатираме дека се поголем е бројот на домашни жртви на трговија со луѓе. Се поголем е бројот на деца кои што се сексуално експлоатирани и се поголем е генерално бројот на идентификувани жртви на трговија со луѓе малолетни лица. Навистина морам да истакнам дека имаме зголемен број на кривични пријави, имаме вкупно 9 кривични пријави против 23 стоители и особено сакам да го свртам вашето внимание дека прво пријавениот за трговија со дете првпат после долго време е осуден на 17 години затвор, а второ и трето пријавените по 14 години. Тоа покажува дека државата станува и сите субјекти во неа, и сите актери кои што се борат против трговијата со луѓе, стануваат свесни дека колкаво е ова зло, колкава е штетата која што е нанесена на психофизичката состојба на децата и како државата треба да се однесува и со кој интензитет да ги казнува сторителите. Во овој контекст го гледам и значењето на одбележување на денешниот ден, Европскиот ден за борба против трговија со луѓе, со цел да ја потикнеме свесноста за ризикот од трговија со луѓе и особено да испратиме порака до секој граѓанин дека фронтот за борба против трговија со луѓе во едно општество го сочинуваат не само институциите и органите на системот, не само државните институции и органи, не само меѓународните организации. Фронтот, и затоа се користи терминот фронт за борба против трговија со луѓе, го сочинуваме сите ние и секој од нас поединечно. Јас ви благодарам на вниманието со кое што ме слушате, ви благодарам на поддршката затоа што сите вие сте вклучени во оваа борба против трговијата со луѓе. Се заблагодарувам на помошта на ИОМ и на сите други меѓународни организации и сите актери и државни институции кои што се вклучени во оваа заедничка борба и се надевам дека овој достојно и понатаму овој ден ќе го одбележуваме на ваков начин со успеси и со свесност дека треба да правиме и покрај се, треба да правиме многу